Професорот по физика Емил Димовски од Прилеп има уникатно хоби со кое се занимава веќе 15 години и вели дека е единствено од ваков вид во Македонија, а тоа е изработка на макети минијатури од стари куќи, кои се изработени до вистинска перфекција. Стари керамиди, чардаци, прозорци, дрва, килими, низи со пиперки, се само дел од декорот на овие врвни уметнички дела. Тие се толку изработени прецизно, што помислуваш дека навистина некој живее во нив. Најголем дел од овие макети биле вистински куќи кои постоеле во Прилеп и неговата околина, чија архитектура пак Димовски се обидел на ваков начин да ја пренесе на публиката. Повеќето, куќи се од реалноста, постојат во реалните средини, некои се и во градот куќи, но повеќето се разрушени, јас гледав да ги доловувам такви какви што се. Разрушени, паднат чардак, паднат дел од куќата кој има. Детали работам, ме интересира што попрецизно да ја сработам и што помали нешта да доловувам. Покриво, дали е со джерамитки покриван, дали е со плочи, од оние момирок да речеме. Сите куќи реално постојате. Сега јас наставувам и куќите што ги правам, секогаш ми интересирало што попрецизно нешто, што пинцети, што попрецизно да сработам, затоа и дел од куќите се вградувани во оние лејки или црпки, зависи кој како ги знае, но и во грне за граф имам натре вградено неколку куќи, тоа ме интересира што потанко нешто да изработам попрецизно. Овие креации тој ги представи на својата изложба во Домот за култура Марко Цепенков, насловена како "Не заборав". Материјалите од кои се изработени овие дела се природни, а куќите се зидани како да ги граделе вистински мајстори. Пошто ги работам и ги зидам автентично како што се самите куќи, ако е со црвеника земја, па светла, па темна земја, ако се со плитар куќите градени, јас гледам плитар и мали си правам колку едно ногте да речеме просечно и со слама ги полнам самите како што ги правеле и луѓето, нашите предци, за да се задржи компактноста на куќите. Просечно едно дело го изработувало од 3 до 4 месеци, но имало и дела кои што ги изработувал по 1 или 2 години, во зависност од инспирацијата. Димовски вели дека макетите никогаш и не биле завршени како дела, секогаш можел да додава по нешто на нив, како што се низи со тутун, низи со пиперки, черга преку чардакот, столчиња, маси и слично. Освен овие макети, Димовски изработува и уникатни слики со природни материјали. Фотографиите се изработени од природни материјали. Од далеко кога ќе се гледаат, изгледаат како да се цртани во некоја техника акварел да речеме, но блиску кога ќе се појде до нив се гледа дека тие материјали кои се користени се природни, земја користам во самите слики, различни треви, дрвца различни, самата земја јас ја сеам многу ситно, со сито за брашно, дури од оние малечки ситца, само едноставно ние што викаме оние прашинките ги користам и затоа се така прецизно изработени. Гледам ако е крошна на дрво и од многу танки жилички на растенија ги работам, што попригладно да види, останува од фотографијата само небото, а друго се одоколу е изработено. До сега имал изработено 12 макети на куќи, 14 фотографии и уште други тродимензионални куќи. Вели дека пред се ги изработува за своја душа, а не за бизнис и за заработка. Целта јас ми беше да ги зачувам куќите и лично за мене да видам колку прецизно нешто можам да изработам. Целта на самата моја работење, почнување на некое дело е ја да видам како можам да го доработам, ја да доловам некои елементи колку попрецизно. Не ми е целта за да можам после да размислувам дали ќе го продам или не. Затоа и не можам ни да одредам па и цена, чисто од љубов од срцето излегува ова. А заинтересирани секогаш има,
некои ги подсетуваат на кујки кои живееле порано, некои сакаат да ја имаат. Има ми дели подарено. Наредна цел му била да започне со изработка на макети од околните прилепски цркви и манастири.